Добар ден, почитувани. Ова е стартот на Телма амбуланта. Уринарната инконтиненција е стручен термин за неволно, несакано испуштање урина, сериозен проблем од кој страдаат милиони жени во светот. Уринарната инконтиненција може да биде предизвикана, односно тригерирана од смеење, кашлање, кивање, вежбање. За ова ретко се зборува, бидејќи жените се срамат и молчат за проблемот. Има ли решение за уринарната инконтиненција? Ќе запрашаме доцент доктор Ирена Алексиовска-Папестиев, специјалист гинеколог акушер во Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Разговорот стартува веднаш по рекламниот блок. Некои жени се подмочуваат кога ќе се насмеат, кога ќе се искашлат или пак кивнат, кога ќе се напрегнат. Стручниот термин за овој проблем е уринарна инконтиненција и токму за овој сериозен проблем и би рекла се почест кај жените, разговараме со доцент доктор Ирена Алексиовска-Папестиев, специјалист гинеколог акушер во Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добре ве најдов, Марија, ми представува чест и задоволство и секогаш се чувствувам пријатно во вашата емисија. Споменав во воведот на емисијата дека овој проблем е релативно чест. Најдов податоци дека секоја 10-та жена во Европа страда од уринарна инконтиненција повремено или пак постојано и дека 20% од жените над 40-та година се соочуваат со уринарна инконтиненција, односно со неволно испуштање урина. Па кои се првите симптоми? Кои се почетните симптоми? Убаво кажавте, значи уринарната инконтиненција, стручен назив, представува всушност неволно истекување на мокрачата, која што се јавува кај според студиите 3 до 14%, меѓутоа грубо се зема 10% од општата популација. Меѓутоа, како се зголемува возраста кај жената, овој процент многу повеќе расте, така да има податоци кај пациенти кои што се наоѓаат во постменопаузалниот период, значи кога веќе не добиваат менструација, дека тој процент достигнува 40%, а дури кај штитенички на оние домови, старечки домови, стигнува и до 70%. Представува многу чест проблем, кој што ќе ги кажеме кои симптоматологии, меѓутоа она што сакам да кажам е дека за жал се уште луѓето се срамат да говорат за овој проблем и поминува 5 до 7 години додека се обратат на лекар и покрај тоа што ги имаат симптомите. Значи, кои се симптомите? Претпоставам дека се многу непријатни, бидејќи некои жени се жалат и на мирис кој што е интензивен. Бака, јас секогаш им кажувам и на моите студенти, а и на пациентите кои ќе дојдат. Тоа не е проблем кој што е животно загрозувачки, меѓутоа е социјално здравствен проблем кој што го намалува квалитетот на живот кај поединката. Можете да замислите сега, тоа е неволно истекување, зависи од степенот на изразеност, при кашлање, при дигање товар, при некогаш и само доволно е да се поместите вие од една положба, значи при станување, па дури во потешки случаи и при лежење, само што ќе го поместите вие во својата местоположба, едноставно неволно истекува таа течно, мокрачата истекува. Цело време сте влажни, морате да носите влошки, па жените може да се јави непријатен мирис. Често пати социолошки се дистанцираат од одредени работи затоа што бараат обично местоположба која што е блиско до тоалетот, затоа што често имаат потреба да одат до тоалет. Има ли различни типови на уринарна инконтиненција? Постојат повеќе типови на уринарни инконтиненции. Најчестата поделба е во зависност од клиничката симптоматологија на стресна инконтиненција и ургентна инконтиненција. Сега, која е разликата во симптомите која што се јавува? Кај стресната инконтиненција, кај пациентката при покачување на, викаме ние, интраабдоминалниот притисок, што тоа значи? Дека кога ќе дигнеме ние нешто тешко, кога ќе се накашламе, кога ќе кивнеме, кога ќе се насмееме, ако имаме некоја физичка активност, се зголемува притисокот во стомачната празнина. Тоа значи дека, за да го објаснам тоа појасно да стане за слушателите, би сакала само да кажам каква е физиологијата на мокрачниот систем. Значи, бешиката представува еден резервоар, да кажеме ние, на урината, кој што има двојна функција. Да ја колектира, значи да ја собере мокрачата, и која ќе реши самиот човек, затоа што тоа е контролирана физиолошка состојба која што по раѓање на детето на почетокот не е контролирана, меѓутоа по втората до третата година тој успева човекот да ја исконтролира таа сложена и
да ја колектира за во моментот кога ќе реши една сложена нервомускулна акција, значи вклучен е централниот систем, периферните нерви, мускулите на самиот бешичен орган, значи и карличното дно на жената да може да се испразни. Тој резервоар е поврзан со една цевка, за да стане појасно до самата публика, таа цевка замислете ја како црево. Сега, тоа е всушност уретрата, која што е поврзана со надворешноста и од каде што се празни кога ќе реши човекот и да го исконтролира тоа, за да тогаш се истисне со бешиката и да се испразни урината. Во моментот на зголемена притисок во стомачата празнина, во принцип се придвижува бешиката наназад и ако имаме една нормална подлога под бешиката, таа во принцип не успева неволно да се истече. Ако имаме прекин, рачунајте на таа подпора, ова како гумено црево што спомнав уретрата, нема на што да се подпре и во тој начин доаѓа до неволно истекување. Значи при зголемен интерабдоминален притисок, меѓутоа и при слабост на оваа доле подпора што ние ја кажуваме, односно мускулатурата, фасцијата и лигаментите на карличното дно, во тој случај доаѓа до истекување. Тоа е при стресна уринарна инконтиненција. Значи се јавува при зголемен напор кај жените и претходно жените немаат некоја најава дека сака да извршат таа функција. Втората исто така многу честа, која што претежно се јавува со зголемување на возраста кај жената е ургентна инконтиненција. Кога постојано имаат потреба за мокрење. Значи, они добиваат едноставно импулс дека сакаат да одат во тоалет, меѓутоа не можат да стигнат до тоалетот. Значи, на патот додека стигнат таму, они почнуваат неволно да ја испуштат и во принцип не можат и да ја сопрат. Значи, тие имаат најава, меѓутоа немаат можност да додржат, викаме, додека стигнат во тоалет. Тоа обично се вика ургентна инконтиненција, значи неволно кога е хиперсензитивна. Викаме, мојата професорка Антовска стално вика, нервозна бешика имате. Значи, едноставно со старење се намалува капацитетот на бешиката и едноставно станува таа посензитивна и пациентките не може да додржат, односно со многу помала количина почнуваат да имаат потреба за неодложно уринирање. Кај ургентната инконтиненција има ли некои работи што може да ја поттикнат? Инконтиненцијата, да речеме, ако слушнеме млаз од вода. Обично ние и така ги прашуваме пациентите кога ќе дојдат. Значи, ако стојат на ладни плочки, ако го слушнеме шумот на истекување на вода, значи додека мијат раце, додека мијат значи садови или едноставно ако се мијат, реков, со ладна вода, во тој случај они тогаш го добиваат тој импулс и не може да додржат да стигнат до тоалет. Кој тип на инконтиненција почесто е по младите, а кој е по возрастните жени? Стрес инконтиненцијата во принцип се јавува кај помладите почесто, а како што се зголемува возраста кај пациентките, почеста е ургентната инконтиненција. Меѓутоа морам да кажам дека само кај 15 до 20% се јавува изолиран тип на инконтиненција. Многу често тие се поврзани двата типови или со генитален пролапс, односно кога имаме спуштање на гениталните органи, што всушност представува еден вид на кила на матката и на предниот вагинален зид кој што излегуваат преку отворот на вагината. Значи спадот на вагината, на матката, односно на гениталните органи директно поврзано со овој проблем? Многу често во 80% покрај што имаме уринарна инконтиненција, имаме и спад на органите. Затоа што она потпора на почетокот што ја спомнав, ако се сеќавате, тоа се мускулатурата, лигаментите и фасциите кои што ја држат на карличното дно, кои што кај помлада пациентка се во нормална функција. Сега постојат ризик фактори кои што доведуваат до слабост и до уништување на нормалната физиологија на ова карлично дно, па кои што доведуваат до стресна инконтиненција и до пролапс на гениталните органи. Ајде сега да проговориме всушност за ризик факторите кои што го слабеат карличното дно. Вела дека менопаузата, односно промената на хормоналните нивоа во телото на жената се клучниот фактор. Но дали се навистина толку клучен фактор со оглед на тоа дека уринарна инконтиненција понекогаш се јавува и кај млади жени кои што се сексуално активни, но сепак има некои податоци пак вела дека земаат контрацептивни средства? Значи, во принцип, точно, хормоналниот статус е еден од важните, затоа што и самиот женски пол е почесто изразен кон уринарна инконтиненција отколку машките. Меѓутоа,
породувањата, посебно ако имаме спонтано породување, вагинално породување, ако е тоа протрахирано, викаме, значи онаа втора фаза на експулзија, кога се исфрла плодот, била продолжена, или ако има употреба на некој од оперативните механизми на вагинално завршување, како што се вакуум екстрактор, како што е употреба на форцепс, и во тој случај може да настане оштетување на дел од оваа мускулатурно-лигаментарна формација на карличното дно, кој што подоцна ќе водат до појава на пролапс, односно до спуштање на гениталните органи и стресна инконтиненција. Понатаму, како што вие кажавте, со намалување на естрогените, односно приближување на жената кон менопаузалниот период или во постменопаузата, се намалуваат тие естрогени и на тој начин, како што лицето на кожата ни омлитавува, колаген помалку има, едноставно мускулатурата слабе, истото се случува и со карличното дно. Значи, таа мускулатура омлитавува, станува послаба, а и самиот бешичен орган, значи бешиката е мускулест орган и на тој начин се менува и архитектурата, структурата, значи на зидот, и едноставно таа има помал капацитет и станува посензитивна за да се јави и ургентната инконтиненција. Можеме да почувствуваме дека ни е ослабено карличното дно или дека има спад на органите, дека има спуштање на одредени органи како што е матката, бешиката, дебелото црево и слично. Видете, во принцип, кога доаѓаат кај нас пациентките во урогинеколошката амбуланта, кажуваат: докторка, јас имам чувство дека нешто мене ме влече, ми излегува, а и при само бришење кога одат во тоалет, осеќаат како топчесто страно тело, да речам, тоа не е страно тело, тоа е всушност спаднат преден вагинален зид, кој што они како топче го осеќаат при самото бришење, односно, значи, како некое влечење, така да има чувство дека нешто се случува што не е претходно природно. Зборуваме за во случај кога се уште постои тој интравагинален спад. Понекогаш, за жал, се уште доаѓаат жени кога и комплетно е евертирана, значи излезена матката, и тогаш веќе може да го видат и со голи очи. Дебелината, дали е ризик фактор за појава на уринарна инконтиненција? Дебелината е ризик фактор за многу работи, па токму из ова, затоа што едноставно покрупните жени имаат зголемен, тој што го кажав, притисок во самата стомачна празнина и го ослабуваат тоа карлично дно. Знаете, генитален пролапс кај животните не се забележува. Тоа е како на некој начин последица на ерекцијата на човекот, значи тука веќе на карличното дно сите внатрешни органи притискаат. Колку е човек покрупен, тоа е поголем притисок и на тој начин полесно може да ослабе и да се случи таа херниација, всушност како кила представува, и да се јави почесто генитален пролапс и уринарна инконтиненција. А што е со жените што имаат проблем со празнење на дебелото црево, чести обстипации, може да честите обстипации исто така се ризик фактор, затоа што знаете дека секоја пациентка која што дава напор за да може да ја изврши дефекацијата, која што се случува при обстипација, исто така го зголемува тој интраабдоминален притисок и по истиот принцип доведува до зголемена појава на уринарна инконтиненција. Пушењето? Пушењето исто така е еден од ризик факторите кои што се поврзуваат со зголемена појава на уринарна инконтиненција. Има ли одредени знаци кои што би можеле да бидат најава дека ќе следува еден ваков проблем кај жената? Да речеме, ако забележат неколку капки никогаш тоа не е, да кажеме, момент... Има ли некој вовет? Така е, секогаш има вовет и јас ги охрабрувам пациентките и жените на време да дојдат, затоа што кога ќе дојдат на време е многу поконзервативен третманот и поуспешен. Секогаш кога ќе го диагностицирате и третирате проблемот кога не е толку голем, е со многу поголем успех и во третманот. Затоа, веднаш кога ќе почнете, значи при само кивање, при кашлање, вие може да и приметувате, обично жените ги прекрстуваат некогаш нозете и на тој начин, да кажам, малку и го контролираат. Значи, штом вие приметите дека има неколку капки, истекување, јавете се на урогинеколог, можеби е тоа заради некоја инфекција, треба да се исклучат некои работи. Меѓутоа, треба да се постави соодветна диагноза за да се направи навремен третман кај пациентката. Циститисот е воспаление на бешиката, што би се рекло народно, односно на мочниот меур. Дали честите проблеми со бактериските инфекции на мочниот меур водат кон уринарна инконтиненција и дали самата уринарна инконтиненција пак создава циститис? Во принцип, кај нас пациентките кои ќе доаѓаат, ние сакаме прво да го исклучиме тој проблем. Значи, дали
неволното истекување на мокрача или честото одење во тоалет е како последица на инфекција на бешиката, односно цистит, убаво вие кажавте. За жал, никогаш циститите кај жената, затоа што е кратка уретрата, тоа е ради анатомијата, се многу често повторувачки, рецидивантни, ние викаме, и поминуваат во хронична форма и пациентите не ја третираат, што може понатаму да води и кон уринарна инконтиненција. Затоа, доколку имате цистит, неволно чести одења и чувство за се уште дека ви е полна бешиката, вие само што сте станале од тоалет, мислите дека повторно ви се одите само неколку капки. Тоа е знак за цистит. Јавете се кај вашиот уролог, нефролог, испитајте ја мокрачата и доколку има инфекција навремено третирајте ја за да не доведете состојба да се повторува таа, за покасно да ви направи и уринарна инконтиненција. Ке ги поканиме докторки и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања, почитувани. Ова е веќе контактен сегмент на денешното издание на емисијата. Слободно можете да поставите прашање кое што е поврзано со подмочувањето пред се кај жените денеска зборуваме. Докторке, кога некоја жена ќе забележи ваков проблем со подмочување помало или пак поголемо, кому најнапред да се обрати? Бидејќи ве споменавте, уролог, нефролог, урогинеколог, гинеколог, каде да започнат прегледите? Дали може би кај матичниот лекар треба? Најдобро е прво да се јави кај матичен лекар и тој да ја направи триажата каде мисли дека е најсоодветно да ја упати. Значи, доколку се работи за уринарна инфекција, посоодветно е да се јави пациентката на уролог или на нефролог. Некогаш може да има и крвава, покрај што има зачестена, може да има и крвава мокрача. Во тој случај се сомневаме, например, за присуство на некое камче и во тој случај подобро е да се плати на нефролог. Откако ќе се исклучат дополнителните заболувања, треба да се види пациентката дали има и диабет, значи шекер. Пациентки со шекерна болест знаат исто така почесто да одат во тоалет. Значи, тоа е најдобро да го диагностицира и диференцијално да одреди триажата, ние викаме матичниот лекар. Тој најдобро си го познава својот пациент и потоа да го упати. Доколку се работи за сомневање за некоја од уринарната инконтиненција, односно за неволно истекување, кој што не се поврзува со некој од другите коморбидитети, најсоодветно е да се прати на урогинеколошка амбуланта, односно тоа се гинеколози кои што се занимаваат и со уролошки проблеми кај жената. Ајде сега да ни појасните како изгледа еден урогинеколошки преглед. Дали тоа класичен најнапред гинеколошки преглед? Дали можете врз основа на гинеколошкиот преглед да процените дали се работи за спад на гениталните органи и на бешиката или пак за нешто друго? Се разбира, гинеколошкиот преглед е дел од тоа урогинеколошко испитување. Меѓутоа, сериозно урогинеколошко испитување треба да е многу поопсежно. Прво, например, кај пациентката треба дефинитивно да се земе многу детална и конкретна, викаме, анамнеза, во која што ние ја прашуваме пациентката уште од најмлада возраст, кога таа почнала во животот да има контролиран процес на уринирање. Дали има некое невролошко заболување? Тие се исто така важни. Паркинсонова болест, дали има Алцхаймерова болест, дали зема некој од терапија за одредени психички состојби. Зашто? Затоа што спомнав, уринирањето е физиолошки процес, меѓутоа е на комплексна интеракција помеѓу централниот нервен систем, периферниот нервен систем, самата бешика и карличното дно, односно мускулатурата. Ако било кој од овие делови е зафатен, во тој случај може да има проблем со уринарната инконтиненција. Затоа во тој анамнестички дел ни дури постојат соодветни прашалници во нашата урогинеколошка амбуланта, кои што ги вклучуваат сите овие коморбидитети од невролошка природа, од инфекции, од кога почнала, каков е типот на симптоми. Дали тоа се добива при одредени дигање на напор, па ќе ни укажува на стресна инконтиненција. Или едноставно добивам вика нагон за ова и не можам да стигнам до ова, кога ќе смијам раце, кога ќе стојам на плочки. Значи, анамнезата секогаш веќе не опатува кон пола диагноза. Стануваат навечер да мократ овие жени? Посебно оние со уринарна инконтиненција. Прво да дефинирам што е нормално однесување за една пациентка, пошто за некој тоа што е често, за друг е нормално. 4 до 8 пати уринирање во текот на денот и еднаш до 2 пати кај постара
пациентка представува нормална фреквенција на уринирање. Количината обично се јавува кај околу 350 желба, меѓутоа жена може да издржи онај императивен нагон неодложив што го збориме, дури повеќе од 500 мл од пола литар течност. Значи и при 600 мл она може се уште да го контролира. Затоа викаме фреквенција 4 до 8 пати дневно и еднаш до 2 пати ноќе е нормално. Дали е тоа почесто, дали стануваат ноќе, сето тоа уште во тек на анамнеза не упатува. Втора работа веќе што ја правиме, доаѓа на ред сериозниот гинеколошки преглед. Докторке, пред да преминеме на сериозниот гинеколошки преглед, да им дадеме предност на гледачите, бидејќи тука има доста детали што треба да ги појасните. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. Да, вака, поздрав до докторката и до вас. Благодарам. Пред 2 години оперисана од спустена матка. Се јави и бикобит и така мораше да се оперира. Меѓутоа, после операцијата, одма, мислам, нон-стоп е со пелети, нон-стоп мокри, по 4-5 пати на ден, што може да е тоа? Така, барате консултација што може да е ова и како предпоставам да се реши проблемот. Што ќе искоментирате во оваа ситуација? Значи, кажавме дека често пати со уринарна инконтиненција доаѓа и генитален пролапс. Во некои случаи може да постои генитален пролапс, значи спуштена матка, како што кажа господјата, која што ја маскира, викаме, таа уринарна инконтиненција. Затоа што, како што излегува матката, прави вештачка подлога, да кажеме, која што ја притиска уретрата и прави жената во тек на спуштената матка да нема уринарна инконтиненција. Тоа ми беше сега и објаснувањето како дел од клиничкиот преглед. Значи, секогаш ние покрај тоа што гледаме, значи, дали има спуштена матка, секогаш треба да ја репонираме матката, за да видиме, да ја скренеме, значи, горе, за да видиме дали има маскирана уринарна инконтиненција. И во тој случај, најдобро е во истиот так, покрај тоа ние што ја вадиме матката, да ја направиме, тоа ќе објаснам повеќе за третманот која ќе разговараме, вештачка подлога под таа уринарна, под уретрата, само под тоа црево, како што преска го замисливме, за да нема постоперативна компликација. Значи, знае тоа да се јави, затоа се јас би ве советувала вие да дојдете, за да се испита точно дали се работи за таква стресна инконтиненција или дали се работи за ургентна инконтиненција, за понатаму да се превземе да ви се реши и тој проблем. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, дали сум сега јас? Да, во програма сте, ве слушаме, повелете. Сега најпрво сакам да ја прашам докторката до која возраст ги прават овие операции. Така. И прво сум оперирана 2013 година на гинеколошка клиника од вагинален провод, предниот зид на вагината. 2 месец дена ми се направи истиот проблем. Значи, рецидив поново ми се направи. Поново отидов кај докторот и рече дека и поново да го оперира, ќе се направи истиот проблем. И значи највеќе што ме интересира до која година... До која возраст би можело... Колку години имате вие, господјо? Јас имам 80 години. 79. Така, 79 години. Постои некоја горна возрастна граница? Во принцип, не би требало да постои горна граница кога ние ги ограничуваме. Меѓутоа, секогаш ги гледаме коморбидитетите, викаме, или дополнителните заболувања кои што ги има пациентката. Значи, доколку дозволува незината општа состојба, имате вие пациентки на 85 години, кои што општата здравствена состојба е многу подобра отколку на пациентки од 65 годишна возраст. Во принцип, секогаш јас викам дека и покрај тоа што ова не е животно загрозувачки, има социјален момент и нарушен е квалитетот на живот и доколку дозволува општата состојба дека треба да се реши проблемот. Оно што го спомнавте вие, кај голем процент од пациентките кај кој што е извадена матката ради генитален пролапс, после тоа се дава одредени хигиено-диететски препораки кои што треба да ги превзема пациентката. Значи, одреден процент на жени, мислам, голем процент не треба да дигаат воопшто тешко.
Доколку имаат некоја напорна работа, треба да се да се советуваат, да добијат работа кај кој што нема, затоа што вие тоа е слабост на мускулатура. Колку и да ја поправате, ако после тоа пациентката дига тешко повторно или работи некоја јака физичка работа, во тој случај повторно ќе се раскини она вештачка потпора што е направена долу и може да дојде до повторен волт пролапс. Мали се процентите кога после вадење на матката по вагинален пат се јавува тој повторен спад што се вика волт пролапс. Меѓутоа, за жал, некојаш се случува и јас не би рекла, јавете се вие во нашата урогинеколошка амбуланта, понекогаш по одредено санирање и добивање, да речем, на лигаменти, може да се проба да се направи повторно корекција на истата. Имам уште две, предпоставам, гледачки, кои што исто така сакаат да се вклучат во денешната Телма амбуланта, ќе им дадеме предност пред да преминеме на предвидениот концепт за денеска. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас, Марија, и до докторката. Ви благодарам. Јас сум пациентка на професорката Весна Антовска и удобно посетикот на ова година одам до 3 пати кај нејзе. Диагнозата констатирана е вака: лептоцелај резидуалис СТ пост ХТА. После третиот преглед што го имавме од неодамна, професорката Весна Антовска ми кажа дека непосредно треба да се изврши операција и долу стои опис пропластика вагинаe постериори. Предпоставам ви интересира што е тоа, така? Да, дури во септември треба да се јавам на... Така, па ви интересира всушност каков зафат ќе ви биде направен. Ви благодарам за вклучувањето. Само не разбрав, дали е до сега извадена матката? Дали сте се уште вклучена во програма? Матката... Дали ви е извадена матката? Извадена е матката и десниот јајник и пред 12 години е извршено од истата професорка тревање на десниката, пошто јас ја имав ова инконтиненција уназад. Пустом диабетика. Добро. Добро, ви Дали имате благодарам. обстипации и чести, само уште тоа ми кажете? Сега е смирено, откако примам ургентал и както и доентаче во вагенот. Добро, добро. Значи, професорката Антовска е одличен стручњак, кој што ја работи ова патологија многу долги години и верувам дека веќе ви има објаснато и убаво кажала, тоа во принцип она ја извадила матката и направила предна пластика на вагината, тоа значи кога имаме преден спад. Кај вас сега она што е јавено е како што предниот дел од вагината може да пролабира, односно да падне, во некои случаи, посебно кај оние кои што имале запек чест и каде што имала обстипација, може да дојде до одлепување на задниот зид на вагината и до појава на ректоцела. Кај вас очигледно последните години се случило тоа и сега со една пластика на задниот вагинален зид може да се коригира како што ви објаснила професорката. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Се исклучи. Добар ден. Не ми даваат се уште знак дека е исклучен. Добар ден. Во ред, нека се јави малку подоцна ние да продолжиме со нашиот предвиден концепт. Постои ли начин со некакви вежби да спречиме ослабување на долното карлично дно? Постои, затоа што нели рековме дека една од причината е ослабената мускулатура на карличното дно. Кога ќе поставиме ние диагноза дека тие се само олабавенија, дека не се прекинати, не се повредени, не се скинати, како што викаме, во тој случај има логика да се почне прво со тренинг, викаме, на таа мускулатура. Како што постои тренинг за другата мускулатура на телото на човекот, постои тренинг, така наречени кегелови вежби, кои што и се даваат на пациентката. Обично тоа се повозрасни, да речам, жени, кои што не се доволно упорни, а за секоја мускулатура да даде свој резултат од вежбањето, треба да поминат барем 4 до 6 месеци. Меѓутоа, ние им го објаснуваме тоа на пациентките и доколку се дисциплинирани, кај 60 до 70%, ако се јават навремено, може да има одреден резултат. Тоа се кегелови вежби, кои што се изведуваат има во стоење и во стоечка позиција и во лежачка позиција 2 до 3 пати во денот и во траење
да речам од 10-15 минути, што не се тешки за изведување, само секогаш треба поединката добро да ги има сватено за правилно да ги изведува и да даде свој резултат. Ако младите жени ги прават редовно, ќе спречат ваков проблем подоцна во животот? Се разбира, посебно се советува пациентките во во третата третина, да речам, од бременоста и 4 до 6 недели, кога ќе помине онај пуерперален период, постпартално, значи постпородилно, да вежбаат едно 4 до 6 месеци со што би превенирале покасно да не дојде до појава на уринарна инконтиненција или спад на гениталните органи. Бидејќи за време на бременоста неретко се јавува уринарна инконтиненција. За време на бременоста постои хормонална промена и во тој случај доаѓа до омлитавување заради самата тежина на гравидниот утерус, на самиот плод кој што се наоѓа, исто така карличното дно, таа мускулатура е оптеретена и колку е поголема бременоста, значи колку побројна, ако е кај близначка бременост, значи и ако е покрупна пациентката, доаѓа до омлитавување и во тој случај е добро пациентката 4 до 6 недели да започне со овие вежби за да превенира подоцна да се јави ваков проблем. Уште двајца гледачи очекуваат вклучување со нивни прашања. Добар ден, овој пат се надевам успешно за следниот гледач. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. Јас сум една гледачка слични проблеми како што го зборите во вашата тема. Така. Јас немам проблем да ми потекува, да испуштам, него имаше печење, нели? После мокрењето само ме печеше. И сега направи интервенција, ластерска интервенција, ме тя дека тоа било цистит. И ми било самото, нели, каналче за мокрење, но било малку воспалено. Затнато. Дали сум правилно постапила и колку може тоа да ми помогне да ми се отклонат тие проблеми? Каква интервенција сте направила? Лазерска. Лазерска интервенција. Значи, во принцип, оно што го кажувате вие циститот, тоа е воспаление на самата бешика. Доколку се јавува прв пат, најдобро е вие со испитување на мокрачата да видите за кој тип на инфекција станува збор и на почеток да пробате вие со одредени медикаменти да ја третирате таа. Ако се повторува тоа, најдобро да се јавите кај вашиот нефролог или уролог и они ќе ви кажат кој е најсоодветен. Тоа не е урогинеколошки проблем, тоа е веќе уролошки проблем кој што најдобро да се обратите кај уролог или кај нефролог. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Ваша гледачка ве поздравувам. Благодарам. И имам едно прашање до докторката. Кога сакам да одам во ВЦ за мокрење, во моментот чувствувам дека имам потреба, ама не можам да отидам до клозетот, пуштам. Не можете да стигнете до тоалетот, така? Да. Од кога ви се јавува тоа? Па тоа го имам веќе една година, бев на гинеколог, ми рекоа дека некоја проба да има, ги зема фапчињата пали, ама сега пак ми се јави. Дали кога миете раце со ладна вода, кога седите на ладни плочки, кога слушате шум од течност, ја добивате желбата за уринирање? Да, ама кога моментално сакам да одам во ВЦ, кога идам до ВЦ, не може да стигнете. Секогаш пуштам. Не можам да стигнам. Значи, вие имате класична клиничка слика за ургентна инконтиненција. Така да тоа со палин не верувам дека ќе може да го решите, меѓутоа јавете се на урогинеколог во нашата амбуланта број 33 и ќе ви дадеме соодветна терапија со која што во 90% ќе ви биде решен проблемот. Докторке, постои медикаментозна терапија за ургентна или пак стрес инконтиненција? Може со лекови да се среди проблемот? Секогаш ние прво и покрај тоа што кажуваат за гинеколозите и хирурзите дека се желни за нож, меѓутоа ние прво сакаме да ги исцрпиме конзервативните методи пред да преминеме кон хируршки третман. Значи, покрај овие кегелови вежби, ние имаме и други дополнителни моменти кои што им советуваме на пациентите да ги направат пред да дојдеме до хирургија. Покрај кегеловите вежби, можеме посебно кај пациентки со ургентна инконтиненција да советуваме и за хигиено-диететски режим, ние кажуваме. Што тоа значи? На некој начин правиме тренинг на бешиката,
Ја одложуваме колку што можеме, меѓутоа кај нив не баш секогаш, али ги советуваме да пијат помалку течности навечер во доцните часови, течности кои што стимулираат уринирање, како што се кофеин, газирани пијалоци, алкохол, значи тие сите после тоа уште повеќе доведуваат до се што е диуретик, се што е диуретик, да. Откако тоа, кај пациентите со ургентна инконтиненција има многу голем успех во употребување на тие антимускарински лекови, алфа-блокатори или бета-агонисти. Значи, сите тие се терапија кои што може да доведат во голем процент кај нив. За жал, кај стрес и инконтиненцијата, медикаментозната терапија не постои затоа што мора да се го регира оваа потпора што ја зборевме. Денеска ботоксот, покрај тоа што се употребува и за естетска причина да кажам, некогаш наоѓа и кај некои неурофизиолошки заболувања, па тука понекогаш кај пациентите со ургентна инконтиненција може да се вбризга во мускулатурата и на тој начин да ја парализираме, па ние да не ја направиме толку да е активна. Меѓутоа, тоа се уште, да кажам, процедури во испитување, потребни се студии со поголем број на испитаници кои што ќе потврдат дефинитивната и долготрајна успешност нивна. А дали има ефикасност третманот со ласер за зајакнување на зидот на вагината? Доколку се наоѓа на почетокот, значи кога не е уништена и не е повредена таа мускулолигаментарно фасцијална потпора, во тој случај ласерот е всушност онај кој што стимулира колаген. А значи колагенот е он кој што ја прави да го држи тонусот на таа мускулатура. Во тој случај исто така не некои огромни очекувања да очекувам, меѓутоа сепак ласерот и електростимулацијата како и радиобрановите може да најдат. Сега гледам има и со некој и со што? Магнет. Магнет, да. Тоа се значи све процедури кои што ако дојдат затоа викам не треба да го одлагаат и не треба да се срамат пациентите. На време ако дојдат, додека се уште е само почетна фаза, овие методи како третман може да влодат со плод. Уште двајца гледачи ќе вклучиме. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. Многу поздрав до вас и едно големо прашање до вас, Марија. Некој во четвртокот имашете професор, доктор за мозок, за тумори на мозок. Па кажи ми, молим те, кај може да го најдем тој професор, имам снимки. Така, ви благодарам за вклучувањето, го гледавте вие професор доктор Врчаковски. И мислам дека во Неуромедика ќе можете да го најдете него. Следното прашање се надевам дека ќе се однесува на темата на која што говориме. Добар ден. Добар ден. Поздрав до водителката и до докторката. Благодарам. Да, ја сум пензионер, 78 години сега ќе полнам. 2001 имав хируршка интервенција на интерконтиненција. Меѓутоа, операција тоа не ми успеа, бидејќи ја, ево 2 години сега нон-стоп ноќе мокрам, беше ми се смачило, што се каже, пари за тие вложки, не знам дали имам право социјално да примам, појма немам, варно, многу ми е лоша социдба. Така, и докторката има подпрашања. Кажете ми само каков тип на операција имате правено вие? Па не знам, на вагинално доле со... Чекайте, моментот, само не ви слушам. Вагинално ви е извадена матката, така? Не ми е извадена матката. Само ми е направена интервенција, нешто пишуваше пластика. Добро. А кажете ми сега, дали неволно ви истекува мокрача при дигање на тешко, при кашлање, при кивање, или само добивате нагон за мокрење, не можете до тоалет да стигнете? Да. Која од тие две? Све опции, верувате. И кога дигате тешко и кога кивате? Ја не можам од 2 ноќи која така, но дали имате проблем кога дигате тешко, кога кивате? Дали тогаш испуштате урина? Дали тогаш се подмочувате? Значи тоа и меѓу другото и чувствувате и ургентна потреба и не можете да стигнете до тоалет. Да. Имате тоа, значи ги имате двете. И двете работи како проблем. Во принцип, хируршкиот третман кој што се превзема кај пациентите со стресна инконтиненција, во 77 до 85% од пациентките има успех, траен успех и тоа е долготраен. Меѓутоа се уште постои оној процент од 15, 10-15% кој што за жал и покрај таа превземена
значи хируршка интервенција и понатаму продолжува. За ургентниот момент кој што го има сега пациентката може да се јави кај нас на клиниката за гинекологија и обстетриција и да се проба со овај медикаметозен третман да се одложат барем тие ургентни потреби за уринирање. А за другиот евентуално да се види дали има услови за правење на реоперација. Веќе споменавте дека има различни хируршки интервенции. Како проценувате што треба како пациент да се направи? Видете, денеска со напредокот на медицината, значи појавени се повеќе хируршки интервенции кои што може да го решат проблемот со стресната инконтиненција. Значи во принцип постои она класична слинговидна колпосуспензија, каде што е опишана уште во раните. Имавме ние професор Лазаревски, еден од доените, можам да кажам, на урогинекологијата од наше поднебје, кој што беше еден од познат на европско ниво и доста операции од него се работат во цела Европа. Значи, уште во минатиот век, на почетоците почнато е да се употребуваат операции каде што се употребуваат фасциите и лигаментите на самата жена и одредени нересорптивни шавови со цел да се поправи и репарира таа подлога на која што кога ќе се направи, кога ќе се зголеми интраабдоминалниот притисок, ќе налегне самата уретра и на тој начин ќе се затвори и нема да има неволно истекување. Во поново време, 98 во минатиот век, 2001, се почната во употреба е употребата на вагинални, трансвагинални траки, слинговидни траки. Значи, тоа се tension free tape, значи нема некој посебен притисок, меѓутоа со помош на одредени игли се аплицираат и се ставаат тие вештачки траки под самата уретра, значи под самата таа цевка и на тој начин при зголемување на интраабдоминалниот притисок, таа налегнува и на таа трака, значи се постигнува резултатот истиот кој што е оној со класичната хирургија. Сега, ако ме прашате компаративно која е подобра, мислам дека самите хирурзи што ја работат со одветната техника ќе имаат ставови кон таа. Меѓутоа, што викаат оние мета-анализи, оние ревиални трудови каде што се вклучени по 40.000 и по 4.000 значи испитанички. Во принцип, успехот и на едната и на класичната колпосуспензија и на слинговидната со употреба на овие траки е во принцип 77 до 88%, да кажам, успешен. Со тоа што при изведување на овие вештачки траки поставување има поголем ризик за повреда на бешиката, затоа што се изведува со едни големи игли, кои што поминуваат низ одредени анатомски органи и некогаш знаат да се исфрлат после одредено време тие траки или да прават ерозија и проблем на слузницата на вагината. Од друга страна, кога ќе се направи употреба на природниот материјал, понекогаш може да е тој слаб и покрај тоа ние што сме го репарирале, како кај госпогјата повторно да попушти и повторно да се јави проблемот. Има потреба за реоперација. Да, треба затоа да се процени индивидуално во зависност од самата пациентка која од тие две методи по хируршки пат ќе бидат употребени. И она што го спомнавте на почетокот, хормоните, доколку пациентката нема проблеми со гради, доколку пациентката нема некоја контраиндикација, естрогените применувани локално можат многу да ја подобрат ситуацијата, затоа што тие покрај самата слузница, креми, се употребуваат обично 2 пати неделно. Понеделник и четврток ние им викаме на пациентките и ќе си ги ставите на тој начин топично делуваат, значи на самото место тие естрогени, самата слузница ја прават подобро, прокрвеноста на органите. Можете вие при гинеколошки преглед веднаш да забележите дали недостаток да, преска не го објаснавме тој гинеколошки преглед, значи ние уште при самиот преглед како што ќе ја видиме ние таа слузница, ако ние сува, тенка, истенчена, значи атрофична ние викаме, во тој случај одма гледаме дека има сериозен недостаток на естрогени, ако нема контраиндикација, кај пациентката ќе дадете локална примена на естрогени. Имаме уште двајца гледачи, јас се надевам дека ќе има простор и време да ги вклучиме. Добар ден за првиот од нив. Ало, во програма сте, ве слушаме, повелете. Имаме проблем, само имаме проблем со телефонската конекција. Ајде уште еден обид. Дали ме слушате? Да, ве слушаме, во програма сте, повелете. Вака, поздрав до докторката и до вас. Благодарам. На возраст сум од 63 години. Така.
Го имам проблемот со испуштање на урина при напор, пешачење, кивање, али тоа веќе подолго време. Што значи тоа подолго време? Подолго време значи од 55 години негде. А сега сум на 63 годишна возраст. Тоа све спонтано се случуваше малку по малку. Така да се наоѓам некојаш и во многу незгодна ситуација кога пешачам, па ако треба нешто да кимнам, да направам, како што презентираше докторката, морам да ги скрстам нозете. А дали до сега сте се јавиле на лекар за вашиот проблем? Не сум се јавила, имав само еден хируршки запад, дебелување на зидовите од матката. Ама тоа не е поврзано, тоа е веројатно киретажа сте правеле заради задебелување на легавицата, да. А во исто време и имам хронична ешерихија коли. Значи тука станува проблем за прво гледате пациентката од 55 годишна возраст ги има симптомите, сега има 63, релативно млада, јас ќе речам дека е таа пациентка, а она 8 години не си го решава својот проблем. Затоа сакам да кажам 5 до 7 години обично треба додека пациентките да се јават. Нема потреба да чекате толку. Тоа секаде така и во светот е. Статистиката е иста. Да. Значи зашто 8 години пациентката да се секира каде ќе кивне и каде ќе се навлажне и каде ќе почувствува непријатен мирис. Значи она има да кажам јас комбинација од симптоми за две состојби кои што се јаме упетуваат. Прво рече хроничен цистит, за кој што треба да се најде соодветен третман, најдобро е да се комуницира со нефролог и уролог, тука кажав. И второ, симптоми за стресна инконтиненција, затоа што истата кажа дека почнало тоа помалку, меѓутоа сега се повеќе и повеќе се влошува. Значи да се јави и во амбуланта за урогинекологија кај нас на клиниката и во тој случај да се најде соодветен третман кај истата. Бидејќи споменавте колку порано се јават, толку е поуспешен третманот. Така е. А пациентката има само 63 години, треба да живее уште 40 години со овој проблем. Голем дел од жените носат влошки за еднократна употреба. Цело време се со влошки, па некои дури и со пелени и доаѓаат во момент кога веќе ние имаме проблем да го најдеме соодветниот третман за да биде успешен кај нив. Докторке, многу ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, за бројните и убави појаснувања со овој секојдневен проблем кај голем дел од жените кој што очигледно е решлив. Така е, Марија, ви благодарам за поканата. Се надевам дека со нашите совети ќе допреме до се поголем процент и ќе ги донесеме побрзо кај нас на клиника пациентките кои што имаат ваква симптоматологија. За да си го вратат квалитетот на живот. Така е, затоа што според Светската здравствена организација здравието не е само физичко, туку и социјална и ментална благосостојба. Така да не пак ќе повторам животно загрозувачко заболување, меѓутоа сериозно го намалува квалитетот, а нема потреба ако имате решение за истото да си го намалите квалитетот на живот со ваквата симптоматологија. Почитувани, денешна гостинка во Телма амбуланта ни беше доцент доктор Ирина Алексиовска Папестиев, специјалист гинеколог акушер од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, и благодарам уште еднаш за присуството во студиото и ви благодарам и вам за тоа што не следевте со внимание. Ви посакувам убав ден.